Како одговорна и транспарентна компанија Euromaks Ресурсис го реализира проектот за бакари Злато во Иловица Штука согласно највисоките законски регулативи од сите области, вклучувајќи животната средина. Од тука ги поддржуваме сите граѓански иницијативи чија цел е точно и навремено информирање на граѓаните за сите аспекти на проектот. Ги повикуваме иницијаторите да дојдат во нашите канцеларии или во инфоцентарот во селото Иловица, каде што ќе можат да се информираат точно за сите детали поврзани со овој проект од стручни лица. Рудникот за бакари Злато Иловица Штука ќе се развива во целосен склад со животната средина и нема да има негативно влијание, бидејќи се работи еколошки безбеден рудник по сите домашни и меѓународни стандарди. Откако ќе почне да се гради рудникот, ќе започне и постапката за добивање на интегрирана еколошка А дозвола. Неговата работа ќе биде под постојан мониторинг на акредитирани и релевантни институции. Употребата на цијанидот ќе се одвива во целосно затворен систем, согласно регулативите, а процесот е целосно опишан во студијата за оцена на влијанието врз животната средина и нашите објавени технички извештаи. Истовремено, сакаме да потенцираме дека реализацијата на проектот за бакари Злато Иловица Штука нема за цел да го замени ниту загрози земјоделието во регионот. Напротив, овие две дејности паралелно ќе функционираат. Такви примери имам во многу земји од Европската Унија и пошироко, но и во Македонија. Например, во Кавадарци веќе со децении функционира рудникот за фероникел, а истовремено регионот е еден од најпознатите за одгледување на винова лоза од висок процент на светот. Исто така, тргнувајќи од фактот дека рудникот за бакари Злато во Иловица Штука е проект кој ќе има големи бенефиции за локалната заедница и пошироко. Ние сме во постојана комуникација со локалната заедница и одржани се повеќе отворени денови, каде што жителите и сите заинтересирани се информираа за проектот. Нивните сугестии дадени на овие средби се земени во предвид и инкорпорирани во студијата на проектот. Исто така, сакаме да напоменеме дека компанијата има и свој инфоцентар, каде што секој поединец или група дополнително може да добие информација за проектот од било кој аспект поврзан со проектот.